Едукацијата за заштита на животната средина денес започна од најмалите во детската градинка Астибо, кои со тоа што во своите домови ќе ги пренесат денешните зборови од страна на градоначалникот примариус магистер Илчо Захариев, нивниот директор Илија Митров и членовите на невладината Нула отпад на своите најблиски ќе им укажат за опасностите од истрошените батерии. Истрошените батерии се една од најконтаминирачките материи кои доколку се чуваат во домовите, не се собираат и соодветно рециклираат, се опасни по здравјето. Често пат електронскиот отпад во себе содржи такви химикалии кои кога ќе дојдат во животна средина може да ја контаминираат почвата, водата и воздухот. Затоа што и голем број на болести кои се појавуваат современи болести се последица на контаминацијата на животна средина. Затоа оваа акција мора да биде темелна, мора да биде софатна и целосна, а софатна е ако ја почнеме од градинките. Минатата година имавме активности во училиштата и лично мислам дека секој граѓанин кој ќе се вклучи, тогаш ќе исполниме нашата задача. Дека ќе имаме што помалку отпад на несоодветни места, опасниот отпад ќе се рециклира како корисен отпад и на крајот градот ќе ни биде онаков како што го посакува секој граѓанин. Уште една опасност која ја содржат овие батерии е радиоактивноста. Во нив се состојат тешки метали пред се, и во некои имаат и дел киселина. Во последно време дознавме дека се користат радиоактивни материи за да го продолжат векот на траење, што значи дека опасноста се зголемува уште повеќе. Токму затоа невладината Нула отпад веќе 2 години согласно Законот за електронски и електричен отпад и батерии и акумулатори активно ја промовира оваа едукативна кампања, а Штип е меѓу општините лидери во собирање истрошени батерии во акцијата која се реализираше во основните и средни училишта. Откако ќе се собере, тоа се го превзема компанија која што е лиценцирана од Министерството за животна средина, се собираат и потоа се носат на дел на уништување, дел на делимично рециклирање, каде што се вадат одредени метали. Во самата акција што ни беше меѓу општинските средни и општинските основни училишта, како општина Штип собравме 174 килограми на мали преносни батерии. Тоа се батериите од 1 и 3 волти. Детската градинка Астибо има реализирано многу проекти во делот на екологијата, што се докажува со тоа што го очекуваат третото зелено знаме, со кое ќе влезат во фамилијата на европските и светски еколошки градинки. Бенефитите се огромни, како на едукативен и воспитен процес, така и на воспитен процес кај дечињето што од оваа возраст. И исто така би сакал да искористам се заблагодарам и на градоначалникот и на Нулта отпад за доделените подароци од нивна страна и исто така не оврзија за што поголемо собирање, толку поголеми подароци за дечињата. Освен играчки, детската градинка Астибо доби и специјален контејнер за собирање на празни батерии, а за возврат најмалите ги удостоија присутните со рецитал посветен токму на екологијата.